Здраво, се вклучвам повторно и зборувам за една тема поврзана со денешниот датум 5 февруар, тоа е светски ден на нутела кремот. Кремот е една од омилените храни на секој еден човек. Посебно кога станува збор за нутелата. Каков е вкусот, сите се знаеме, и покрај фактот дека нели секој си има различен вкус за храната, но за се треба да бидеме умерени, а посебно тука спаѓа храната и да се пазиме од шеќерот. Затоа старите грци велеле, во се треба умереност. Еврокремот знам дека е омилен посебно кај младата популација и посебно нутелата. Во маркетите се троши и јас редовно пазарам. Сега нели, кој колку може финансиски да се дозволува, тоа е веќе друго прашање. Но како заштитен бренд во храната спаѓа, и се не знам дали е ставен под УНЕСКО, под заштита на УНЕСКО, но дека спаѓа во национална храна, спаѓа. И тоа е непобитен факт и треба секој вид храна да биде, без разлика кој вид храна на која нација, колку е познат, да биде заштитен знак, односно бренд. На тој начин храната ќе биде зачувана. Храната е идентитет на еден народ и тоа во евроатлантските структури посебно се истакнува. Затоа Мартакос тоа го кажа, во тој контекст го кажа тоа, дека храната е заштитен бренд. Различна храна значи различни народи. Различни видови на храна значи различни народи. А не дека со храната се заменуваат културата, јазикот, идентитетот и слично. Тоа нема врска. Да не се прават никакви забуни по тоа прашање. Да уживаме во храната и да не забораваме дека потеклото за вкусовите на храната доаѓа од Италија, во нутелата најчесто се произведува, барем денес, според мене, според потоците до кои дојдов јас, во Германија. Пред да се објавиме, да не заборавите subscribe, да ме следите, лајкови, коментари, споделувања. Мене тоа навистина многу би значи, а за вас тоа знам дека не ми одзема време и не ви значи ништо, но мене навистина ми значи. До нареден пат, поздрав!